Овој четврток со почеток во 20 часот во Македонската филхармонија ќе се одржи традиционалниот концерт насловен Младите доаѓаат, каде што ќе настапат безброј млади таленти токму на овој концерт. Ово утро заедно со мене се неколку од младите таленти кои што ќе настапат на сцена, односно неколку млади таленти ученици од средните музички училишта, како и диригентот Ангел Спировски. Велам добро утро за сите и најпрво ќе го започнам ова линковско вклучување со диригентот. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и ви благодарам на одвоениот простор. Благодарност до Телма што секогаш е отворена за културните настани и особено активностите на Македонска филхармонија. Како што најавивте, да, овој концерт традиционално се одржува и представува известна платформа за представување на младите надежи. Покрај овој постои еден друг концерт насловен Звукот на едната генерација, кој ќе биде веќе следната недела. Тоа е концерт со студентите од универзитетите широм Македонија. Колку време традиционално се одржува овој концерт Младите доаѓаат и што всушност значи за младите таленти? Каков поттик е овој за нив? Јасно, многу долго се држава. Јас откако имам представа за културниот живот тука, постои, не можам точно конкретно да ви кажам од кога одамна, но многу одамна се одржава. Мислам дека значи премногу, бидејќи нема многу прилики да младите таленти да настапат и да го добијат она искуство практично она што го работеле со своите професори и ментори низ текот на годината, да го представат и заедно со оркестар, а ние со Македонската филхармонија во овој случај, а и да се представат пред публиката како некои идни звезди кои би можеле да функционираат на нашиот простор. Каква изведба ќе можеме да видиме од младите таленти, односно од што се состои поточно програмата? Да, многу е еклектична програмата, вклучува најразлични дела од многу различни епохи, уште од барок па се до импресионизам. Отприлика опфаќаме 150 години од развојот на сериозната, на класичната музика. Дела со различен сензибилитет. Ево, денес првпат почнуваме да работиме со младите инструменталисти, па сме многу возбудени да го почувствуваме и нивниот сензибилитет, како се рефлектира во сензибилитетот на самите композиции. Верувам дека публиката која што ќе биде присутна ќе има можност, тоест ќе има, верувам, можност да ужива во самата изведба, со оглед на тоа дека ми напоменавте дека неколку години поред веќе и сте биле дел од овој традиционален концерт. Каков е вашиот впечаток до сега? Има ли заинтересираност од нашите сограѓани да видат како настапуваат едни млади таленти од нашата земја? Токму така, има огромен интерес, често има овации, знае салата да заличи на некоја спортска арена, бидејќи има силно бодрење, доаѓаат многу нивни соученици, доаѓа целата музичка фела, но и многу луѓе кои се надвор од музичката фела во Македонија доаѓаат за возбудата е голема да се види што утре ние би имале како представници на македонската култура. Да преминам на младите таленти кои што верувам дека ќе ни откријат интересни работи, дали можеби се уште има празни седишта токму во оваа сала за во четврток? Искрено не сум информиран, немав ни време ни за мене да прашам, но советувам брзо да се упатат кон онлайн платформата за купување карти на Македонска филхармонија или до билетарата, бидејќи навистина има огромен интерес за овој концерт. Ви благодарам за одвоеното време и да се надеваме дека повторнете до година за овој традиционален концерт повторно ќе имаме можност не само да поразговараме за програмата, туку и да позборуваме со нови млади таленти. Ви благодарам многу. Сега ќе преминеме на младите таленти кои што ќе настапат во четврток. Ако не се лажам, твоето име беше Анастасија. Анастасија, добро утро. Какво е чувството првпат да настапиш на сцена токму овде во филхармонија? Чувството е навистина прекрасно, навистина со нетрпение и со голема радост го чекам настанот во четврток, зашто навистина голема чест и задоволство е да се настапи во оваа институција Македонската филхармонија, посебно пред нашата публика. Што ќе кажеш околу самите подготовки? Твојот ментор, како течеа самите подготовки? Многу возбудливо, навистина така со професорката прекрасна комуникација имавме. Она неуморно се вложуваше во мене
И така сега почнуваме со пробите и ќе видиме како ќе се одвиваат. Да видиме како ќе се одвиваат. Верувам дека се ќе помине во најдобар ред. Имам уште две до мене млади таленти кои што ќе настапат во четврток овде на сцената. Матеа, пак да не сгрешам. Каква беше комуникацијата со твојот ментор? Како течеа подготовките? Колку време траеше она неформална подготовка? Па делото го работиме веќе цела година, пошто се наоѓа во нашиот материјал кога работиме. Имаме одлична комуникација, се припремавме неуморно и еве, многу сме благодарни што добив прилика да настапам со еден симфониски оркестар кој ќе ни ги отвори понатаму можностите во кариерата. Ти благодарам многу. Се надевам дека и ти го имаш истото мислење. Какво е чувството да се настапи прв пат на оваа сцена и каква беше реакцијата од твоите блиски, домашни па и пријателки? Здраво на сите. Првично, јас не очекував да влезам тука воопшто. Уште од самата аудиција премногу бевме возбудени со самото тоа што нели дојдовме тука да настапиме. И кога ја видовме таа листа дека всушност сме примени, сме влегле тука, беше едноставно прекрасно. И искрено да ви кажам, осеќам многу голема одговорност, така, баш, многу голема одговорност, сакам се да пројде во најдобар ред и едноставно сум многу возбудена и едва го чекам денот. Одговорност, онаа позитивна трема, верувам што е нормално. Да, така. Ти благодарам многу за одвоеното време. Верувам дека уживавте во ово и слушајќи го и гледајќи го ова линковско вклучување. Се разбира поготово со оглед на тоа дека имавме дел каде што поразговаравме со младите таленти кои што ќе настапат овој четврток во Филхармонија со почеток во 20 часот. Проверете најбрзо што можете на онлайн веб страната на Филхармонија дали се уште има празни седишта со оглед на тоа дека станува збор за еден интересен традиционален концерт насловен Младите доаѓаат.